Ајде Газаделјо. Ова ќе треба да фаќат за да одиш прстите. Ова е се добро, овде малку ќе го земеш и стапот ќе го исенчиш и да биде оригинал. Вака добро ли е или уште треба? Уште треба. Да биде како вретен. Да, Уште значи. само вретено да биде. Тело вретено, човек се учи додека е жив, значи моментално еве учиме како Не се само во велеш да ми ја шикуваш. во Велес да му ашикуваш. Ги обожавам овие архаични зборови во македонскиот јазик кои што се повеќе изумираат. Сакам во Велес да ми ашикуваш. Прекрасно. Слушај малу команда, иначе мавам ја, еве го пендракот. Значи нема лабаво, дисциплината кај ученикот е задолжителна. Како велеше Газдаделјо? Значи треба само да слушаш и нема тешка работа. Лесно да само да сватиш. Паметот да ти е во работата и одма ќе сватиш. Ако не ти е паметот во работата, не само во девојчиња во Велес. И разборкуваш ќе гледам кога идам на пазар. А вака изгледа човек кој што е внесен и мисли на работата, еве го. А еве го кајниот, еве. Ќе вика стар учител. А Газдаделјо ќе го биде ли крлук од твој стап? Или од секој стап крлук не бива? Уште малу стружи. Уште мало стружи, мораме да го донесеме до фаза на вретено, како велеше. Стружи! Слушај команда. Слушај команда, стружи! Како на торно. Како ќе се научиш ти да видиш? Авиони народ прави, за не крлуци. Уште една мудрост, авиони народ прави, а не па крлуци. Понекогаш се прашам, може би авиони навистина е полесно со модернава технологија. Мене научеше накол лавото тело. На- Дете на 6-7 години. Помина тамо солците и ми покажа. А од колку години си по планини? Кажи од 5 години. Ова не е од Ордана. Од кога си роден? Кога се роден ја. Ај види. Уште стружи глава, бука е. Бука е стружи, уште, значи мора уште да се работи. Стружи. Стружи. Стружи и слушај команда. Тие се двете најбитни работи. Стружи и слушај команда. Арно се зел буркијата. Да. Буркијата, ете, Јака ева. Убава, убава. Во Само за стружење крлузи. за стружење крлузи со здалене, како рече буркија? Турпија. А, турпија. Стружи. Види што се вика учител. Седнат, надвиснат над работниот процес. Јас сакам да кажам нешто дека сега сите млади сакаат да учат од туторијали и од YouTube, али џабе зад секој добар ученик стои уште подобар мајстор. Во животот за себе треба Кој ќе не гледа, се ќе се чуди. во животот за себе треба мајстор за кој ќе стои зад вас и ќе ви го покажува патот, ќе ви кажува на грешките, исто како што еве Стружи. мојот учител ми кажува Стружи. убав е. Уште малку. Уште малку ке Газдаделјо нема импровизации. Професионализам на ниво. Се стружи, милиметар не сме да штрчи. Вретеното мора да биде совршено направено. Тело вретено. Гледате. Овде викамо на факултет. Да. Значи, На магистерска. еве го даде на магистерски студии Бобо, докторот на науки Делјо и еве го кајниот епилог. Ова во модерниот жаргон ви сика туторијал на YouTube. Само што ние наместо на YouTube го користиме нашиот телефон и во живо имате учење на подготовка на крлук. Еве овој судир на 3 генерации, 85 годишен Газдаделјо и младиот и надежен ученик
Кауфа Бобо. Долга е долганива, да знаеш. Долга е долганива, Бобо. Така е. Овие старички мудрости некојаш ќе станат составен дел. Ајде да видиме што ќе каже церемонијал врвниот мајстор. Комисија. Ајде. Комесија. Уште сакат. Тешко е. Дебело е многу. Не секогаш дебелото е квалитетно. Крлокот е убав, само стапот ти е дебел. Стапот е дебел. Клучното прашање дали е подобро да биде стапот Дебел? Отвено. а тенок или покуса дебел. Тоа се уште не можеме да го одлучиме. Не можеме да го одлучиме конкретен случај, дебел е многу, така Али што мислам дека тоа се зависи и од личните ставови, желби и вкус. и лично да, за вкусовите никош не се разговара, значи личните перцепции, како беше за мене, ова можеби ќе биде најубавиот крло, ќе поубав не ќе се роди на овој свет, ама за газаделјо не. Стружење. Животното мото и девиза на газаделјо. И притворни нема. Нема, Работа си. така е. Еве, почитувани, тука полека завршува клипот, чисто да видите дека подготовка на крлук и не е толку едноставна работа, значи една докторска дисертација во денешни услови многу побрзо се завршува отколку изработка на крлук. Да. Еве, ќе му го пратиме видеото да го гледа. Значи овде имате тангенс, контагенс, синус, Да. ова кој што сега го доживувате во урбано 40 години нема да го доживеете. Па ова не може да се препише од интернет и да се залепи. Ова мора само да се доживее, да се фати у рака, да се сработи. Тоа е многу е дебел. Завршуваме со клипот, многу е дебел. Не секогаш барајте дебели, понекогаш навистина морате да стружите за да дојдете до совршената величина и големина, односно до совршениот калап. Ајде да видиме конечно. Комисија. Ајде, мој даде газаделјо преводно шеска, испитот положен, магистриравме на изработка на крлуци и среќни и весели продолжуваме понатаму во втората фаза испаша на овци и берење на планински чај. Поздрав другарчиња од Бачилото Неделјо, научивме уште една лекција од бесплатниот туторијал во кој што не се заработува од број на лајкови, од сабскрајбери и така натаму, толку од научени животни лекции. Животот е стружење. Ги оставам овие двајца да стружат, а ние одиме понатаму низ планината кој што живот значи. Поздрав!